Верувам дека се помалку се возат велосипеди во овој период, во есенскиот и во зимскиот период, за разлика од топлите денови, но сепак ги има оние кои што се спортски рекреативни, го сакаат самото возење на велосипед, па токму ова вклучување за нив, односно кои се ризиците за велосипедистите во зимските услови и која дополнителна зимска опрема се препорачува за велосипедите. Токму во продолжение нешто повеќе слушаме од мојот денешен гостин Виктор Гергиевски. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, Марија, добро дојдовте и вие. Како сте, дали сте добри? Добри сме, се разбира, убаво се чувствуваме тука. Со оглед на тоа дека имаме што да кажеме, најмногу за оние кои што кажав, кои што се најмногу спортски рекреативни, верувам дека и вие убаво се чувствувате со нас. На самиот почеток кажав и во најавата, сакам да откриеме нешто за ризиците кои што се присутни во однос на велосипедистите во зимските услови. Вака, ризиците значи се присутни, да, од влажни коловози, значи дожд, снег, магла, да се пази, да не се препумпуваат гумите како што ги пумпаат на 4 атмосфери во лето, да се намалат на 2 атмосфери притисок, за да гумата го опфати целиот асфалт. Затоа што ако напумпаат гумата на 4 атмосфери, она вози само по средината и е многу полесно да се лизнат и да паднат. Тие што се си минјаат од тротоар, косите тротоари исто така се многу клизави, да пазат и на тоа. Да пазат со кошниците, поради ладно време каблите знаат да замрзнат, поготово ние што користат вибрек кошници со клешти, не се со дискови. Дискот добро функционира зимно време. Тие да пазат затоа што знаат да укрутат некогаш, да не возат пребрзо и да гледаат кај возат, нели. Еве напоменавте дожд, снег, па и магла. Кој е најдоброто време за возење на велосипед, односно кој период од денот, дали рано наутро, дали во текот на денот? Најдобро време за возење на велосипед во зимските услови е од 11 до 3. Значи тогаш имаме максимална сончева видливост, денот е голем, температурата тогаш расте, значи тогаш е најубаво да се вози, да се избегава возење во утринските ранни часови, поготово од 4 до 6:30-7, кај што е многу замрзнато и ладно и коловозот е замрзнат, и да се избегнува во досните часови. Значи, после 9-10 исто кога замрзнува асфалтот. Еве имате допирна точка со велосипедистите. Колку тие се свесни за овие ризици според вас? И колку се грижат за нивните велосипеди во однос на зимската опрема која што се препорачува? Па, повеќето се грижат, тие што паднале сигурно се грижат, така да опрема, да кажеме, браници да имаат обавезно. Во овие услови кога е зима, значи да се користи тие што не користат кацига, што возат без кацига, да имаат зимска капа. Тие што користат кацига, под кацигата може да си стават фантомка. Сега дури може да ги ставиме оние наочари кои имаат прозирно стакло, за да не им солзат очите тие што мора да одат рано наутро на работа. Обавезно значи да има водоотпорна јакна, панталони водоотпорни и да не пропушта ветар, за да им биде топло, за да може да возат. Исто така водоотпорни кондури, патики, ако немаат, може да се стават навлаки. Има специјални навлаки што опфаќаат до петата патиката или кондурата и ги држи топло во зима. Генерално, дали Скопје има услови за велосипедистите во зима, па и воопшто? Па, сега искрено би требало да има, али мора да се пази, нели зимно време фрлаат сол, тоа знае да оштети и гумата, да пазат на тоа, да не возат на тоа, значи да се возат на велосипедските патики, да не возат на партизанска на средина, по илинденска на средина, значи да се возат по велосипедските патики, што мислам дека таму нема да има да има сол и такви некои оштетувања на патот. Самиот простор овде ме инспирираше да прашам нешто и за скијањето, ете како зимски спорт, иако не беше планирано. Во однос на самите ски, какви оштетувања може да дојдат при самото скијање? Ако не е добро натапкана стазата, ако возат исто фрирайд, кај што има камења, карпи, тоа не може да се види, таму ако се удри може да се оштети скијата, али после тоа, мислам, све се прави, може да се доа слободно, да се направи, се полни тоа со специјална пластика, се остава да исуши, се трга, после тоа се полира, се става восок, се оштват кантите, значи да се одржава цело време скијата. Ако идат на скијање 7 дена, после тоа ако идат пак, да се донесе пак, да се намачка, да се наоши, да видиме какво стање, дали може да продолжи да вози.
Се подредовно подразбираме, верувам, пред да се оди на зимски одмор и потоа да се види во каква состојба. Да, пред да се оди обавезно се носат скиите на сервис и да им кажам на сите да не чекаат у 5 за 12, него да си дојдат на време да си ги донесат скиите на сервис. А некои луѓе применуваат и после скијање само да се намачка скијата базата со восок и да остане така, значи да не се шпакла, да не се спрема до следна сезона да се седи. Така исто ја заштитува базата и кантните од страна. Така да за скиите тоа е тоа. Верувам дека и оваа информација беше добродојдена за нашите гледачи со оглед на тоа дека станува збор за зимски спорт. Благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да напоменеме нешто за ова, но воедно и за велосипедите како што беше планирано и од самиот почеток. Така. Фала ви многу. Благодарам уште еднаш.